43 лица учесници во брзи кредити добија кривични пријави за компјутерска измама, фалсификување на исправа и злоупотреба на лични податоци. Незаконската прибавена имотна корис од сите вакви дејствија во вкупен обем надминува 3 милиони денари. За четворица од осумничените, меѓу кои едно службено лице од Фондот за здравствено осигурување, е поведена истрага за кривични дела, фалсификување исправа од член 378, злоупотреба на лични податоци од член 149, компјутерска измама од член 251б од Кривичниот законник, додека останатите се опфатени во постапката со поединични дејствија на помагање и со извршителство со секој од случаите поединично. Во текот на предистражната постапка обезбеден е обемен доказ материјал дека почнувајќи од јули 2022 година со умисла вршеле временски поврзани дејствија што представуваат повеќекратно остварување на исти дела. При тоа користеле исти трајни односи, исти прилики и слични околности, а крајната цел им била да прибават за себе имотна корис. Така дел од осумничените спротивно на условите утврдени од законот и без согласност на граѓаните, користеле туги лични податоци, правеле лажни јавни исправи и преправале вистински јавни исправи со намера таквите исправи да се употребат како вистински. Со внесување на невистините податоци во информатичките системи на десетина различни друштва за брзи кредити, како и со фалсификување на електронски потписи, без знаење на оштетените на нивно име земале кредити, создавајќи им обврска на лицата да ги враќаат наводно позајмените средства. Еден дел од осумничените лажирале податоци за вработување на невработени лица, прикажувајќи ги како вработени и кредитоспособни, па врз основа на тие податоци од кредитните друштва излекувале пари кои потоа биле ненаплатливи. Во тоа им помагал и осумниченото службено лице вработено во Фондот за здравство осигурување на Република Македонија, ставејќи им средства на располагање. Ваквите лажни податоци лицата ги користеле за да подигнат и по неколку различни кредити, различни друштва во еден ден, што прибавувале значителна имотна корис. Потоа парите ги извлекувале од сметка и во најголем дел ги давале на осумничените организатори